Почитувани гледачи, почнуваме со урбаните вести. Останете со нас. Утре нема тестирање во средното училиште на град Скопје Орце Николов. Сите ученици со 5 просек ќе бидат примени. Младите дневно поминуваат по 6 часа на интернет. На високи температури да не се излегува надвор од 10 до 16 часот. Сите ученици што се пријавиле со 5.00 просек на јунскиот уписен рок во средното училиште Орце Николов ќе бидат примени, а квалификацијски тестови ќе нема. Проблемот настана кога во гимназијата се пријавиле поголем број ученици со просек 5.00 отколку што имало слободни места. Учениците во гимназијата Орце Николов утре нема да полагаат квалификациони тестови. Ова е договорот кој беше постигнат на денешната средба во Министерството за образование и наука помеѓу надлежните и група родители. Предходно родители на ученици кои сакаат да се запишат во гимназијата Орце Николов беа собрани на протест пред владата противејќи се на вонредното тестирање. Потоа собирот се пресели пред Министерството, каде представници на родителите учествуваа на вонредната средба. Сите ученици што се пријавиле со 5.00 просек на јунскиот уписен рок во средното училиште Орце Николов ќе бидат примени. Учениците кои сакаат да се запишат во гимназијата нема да полагаат приемен испит и сите ќе бидат распределени во постоечките паралелки, информира од Министерството за образование. Проблемот настана кога во гимназијата се пријавиле повеќе ученици од слободните места. Во Орце Николов се пријавиле дури 400 ученици, иако слободни места има за 285. Од пријавените, 330 завршиле со просек 5.00. Предлог на МОН и Бирото за развој на образование беше учениците утре да полагаат квалификациони тестови по математика и македонски јазик, за да се направи селекција, што најде на реакција меѓу учениците и родителите. Тие бараат дополнителна паралелка, но барањето беше отфрлено. За разлика од борбата за упис во гимназиите, средните стручни училишта и оваа година останаа со голем број на непополнети места. Така, например, во Скопското средно училиште Лазар Танев, само 4 ученици се пријавиле да учат за пекари, 6 се пријавиле за келнери, а 5 за слаткари. Голем број непополнети места останаа и во средното училиште Димитар Влахов, кое нуди неколку смерови, како што се фризер, козметичар, графички техничар и месопреработувач. Во средното стручно училиште 8 септември има уште 110 слободни места за вториот и третиот уписен рок. Од таму велат дека во споредба со минатата година сега се задоволни. Не е постигнат максимумот, но сега во првиот уписен рок аплицирале онолку ученици колку што имале во трите уписни рокови минатата година. Во средното училиште Марија Кири Склодовска примени се 213 ученици, а слободни остануваат уште 59 места. Конечните резултати од првиот уписен рок ќе се објават утре. Од 35.690 места во средните училишта, 24.581 се за настава на македонски, а 10.123 на албански јазик. Дел од просветните работници сметаат дека и самите ученици не се доволно информирани за бенефитите од стручното образование. Министерството за образование и наука за новата учебна година најави дека во сите средни училишта ќе почнат да се реализираат новите наставни програми. Од 1 септември за стручно образование со 4-годишно траење предвидено е и воведување на учење преку работа во 3-та и 4-та година, како изголемување на практичната настава и вежби за учениците. Младите во просек дневно поминуваат по 6 часа на интернет, најмногу на социјалните мрежи. Слободното време го користат со семејството и пријателите. Машките повеќе спортуваат и волонтираат во социјални проекти, а девојчињата повеќе читаат книги. Младите сакаат да мигрираат во странство заради подобрување на животниот стандард. Ова се дел од заклучоците од студијата за млади која ја спроведе фондацијата Фридрих Еберт. Заклучоците од студијата за млади 2018-2019 година во која учествувале 1038 испитаници на возраст од 14 до 29 години, спроведена од страна на фондацијата Фридрих Еберт канцеларија Скопје, покажуваа дека младите слободното време го користат во неструктурирани и неорганизирани активности, односно најчесто поминуваат време со семејството, излегуваат со пријателите и слушаат музика.
најретко престојуваат во странство, многу ретко волонтираат во социјални проекти и ретко минуваат време во младински центри. Машките почесто од женските спортуваат, волонтираат на социјални проекти и почесто минуваат време во младински центри, додека пак женските и оние кои израснале во дом каде што имало книги почесто читаат од останатите. Само 15% од младите навеле дека можат да си дозволат се што им треба, односно дека можат да купат се што им треба. Од студијата е заклучено дека младите кога го замислуваат живеењето во странство, тоа не е базирано врз нивни лични искуства. Во целост, младата популација нема силна желба за миграција. Во однос на желбата за миграција, младите можат да се поделат во 3 групи. 1/3 од младите кои имаат силна желба да ја напуштат нашата земја, 1/3 кои изразиле средна желба за миграција и 1/3 кои немаат таква желба. Најпосакувана дестинација за иселување е Германија. Најголем број од младите, односно 80%, живеат со нивните родители, посочувајќи дека 90% од младите во иднина се гледаат себе си во брак. Што се однесува до учењето, младите лица учат по 2 часа дневно. 54,9% од испитаниците сметаат дека во нашата земја се купуваат оценки и дека голем број од нив не се задоволни од квалитетот на образованието. Се уште младите најмногу сакаат да работат во јавниот сектор, а како причина за тоа го навеле сигурноста на работното место, платата и слободното време. Само 16% од младите испитаници сметаат дека по завршување на образованието лесно ќе најдат работа. За политика младите најмногу се информираат на интернет, а исклучително голем број млади лица го искористуваат правото на глас. Студијата за млади беше спроведена во 10 земји во југоисточна Европа, а резултатите се анализирани компаративно со регионална студија. Високите температури негативно влијаат на здравствената состојба на луѓето. И затоа лекарите препорачуваат што помалку изложување на сонце, бидејќи поради предолго изложување на отворен простор, постои опасност на луѓето да им се јават акутни ефекти како сончаница, топлотен удар или нарушување на централниот нервен систем. Високите летни температури негативно влијаат врз луѓето бидејќи им ја нарушуваат здравствената состојба. Тоа го покажуваат изголемениот број лекарски интервенции, како и повици од брзата медицинска помош. Особено страдаат оние со кардиоваскуларни и респираторни заболувања, како и лицата со ментални нарушувања. Поради предолгото изложување на високите температури или поради предолгиот престој на отворено, постои опасност на луѓето да им се јават и акутни ефекти, како сончаница, топлотен удар, топлотни грчеви или функционални нарушувања на централниот нервен систем. Токму затоа лекарите препорачуваат да се избегнува престој на отворено во периодите кога сонцето е најсилно, да земаат што повеќе витамини и течности и да носат соодветна и посветла облека, а како заштита капа и очила за сонце. Хронично болните лица секогаш треба да се придржуваат до препораките на лекарите и редовно да ја примаат пропишаната терапија. Лекарите препорачуваат добро да се внимава и на хигиената, не само на личната, туку и на продуктите. На високите температури се препорачува да не се излегува на отворено во период помеѓу 10 и 16 часот, доколку се нема никаква потреба. Доколку мора да се биде на отворено, тогаш задолжително да се носи капа и да се пијат големи количества течности. При исхраната да се избегнува и да се сведе на минимум употребата на сол, бидејќи таа е причина за предизвикување хипертензии, односно го покачува крвниот притисок. Хронично болните да си ја земаат редовно пропишаната терапија, а за се друго да се консултираат со својот матичен лекар. Во рамки на заштитата на здравјето на граѓаните, во периодите на топлотни бранови или така наречените жолта и портокалова фаза, редовно како и досега се вклучува и Црвениот крст Скопје. Мобилни тимови патролираат по градот и делат чишење со вода. Актуелности, настани и сервисните информации од градот. 3-дневен хакатон за креирање игри за најмладите. Ниска доверба на граѓаните во АВМУ и АЕК, а поделени мислењата за цените на мобилната телефонија и интернетот. За тоа кои се случувањата, актуелностите, настаните и сервисните информации од градот, не информира колешката Андријана.
И денеска надвор од студиото на Урбаните вести ви информираме за се она што се случува во главниот град, за културните настани, како и за сервисните информации. Најпрво би почнале со јубилејното 40-то издание, кое официјално ќе биде отворено вечер со гала оперски концерт на Националната опера и балет под диригентство на Бисера Чадловска и Иван Еминовиќ на плоштадот Мајка Тереза. Скопско лето 2019 ќе се одржува до 31 јули на повеќе локации. Организатор на Скопско лето е Дирекцијата за култура и уметност Скопје и оваа година фестивалот е поддржан од град Скопје и Министерството за култура. Публиката на меѓународната манифестација Скопско лето 2019 најмногу ќе може да проследи концерти, како и ликовни изложби, представи, мултимедијални проекти, ќе има филмска програма, традиционално кафе кино, а ќе има и програма за најмладите. Следува со уште една манифестација која што почнува од вечерва, Интернационалниот фестивал за баскери и живи статуи, Статуа Фест и Баскер Караван ќе се одржува од денеска до 22 јуни од 18 часот и 30 минути до 23 часот на градскиот плоштад и улица Македонија. Ќе учествуваат баскери и живи статуи од Шпанија, Германија, Украина, Венецуела, Хрватска, Србија, како и професионални артисти од нашата држава. Во музичката програма ќе настапат Тони Зен, диџеј Бугимен и онија блузерите. Продолжуваме понатаму. Планинари, велосипедисти, рекреативци и сите љубители на природата се поканети на планинарско-велосипедски настан "Почни со водно" наречен, што ќе се одржи вечер во организација на Амбасадата на Република Словачка во Скопје и планинарското друштво I Love Hiking. Организаторите најавуваат дека за сите што ќе стасаат до врвот на водно ќе има подготвена храна, словачки пијалок, како и добра забава. Продолжуваме понатаму со следната информација. Во градинката Снежана, објект Снегулко во Топанско поле, денеска е отворен дефектолошки кабинет за деца со посебни потреби. Отворањето на кабинетот финансиски го поддржа Турската агенција за соработка и координација ТИКА. Следува уште една информација. Првиот електричен автомобил ЗАЗ Г20, произведен и развиен во нашата земја, се најде на страниците на New York Times, опишувајќи го како трансформација на малиот култен автомобил Застава 750 од времето на социјализмот во возило од електрична ера. ЗАЗ Г20 е развиен од македонска компанија со помош од Фондот за иновации и технолошки развој во рамки на борба против енормно загадување во земјава. Бензинскиот мотор е заменет со електричен, произведен од германската компанија Касер и има нулта емисија на јаглероден диоксид, а со едно полнење може да помине до 150 км во реални услови на возење. Националната опера и балет вечерва повторно ќе ја изведе балетската представа Либер Танго од Астор Пјацола, која раскажува за создавањето и патот на тангото. Уличен танц што го достигнува врвот на светската танц сцена. Танго или танцот на страста, желбата, љубомората, љубовта, привлекувањето. Приказна поврзана со историјата на семејството Пјацола и уметничкиот раст на Астор Пјацола, со кој се искачи на пиедесталот на светската танцова сцена, соопшти Националната опера и балет. Од Ева на Македонија пак известуваат дека утре планирани се следните технички зафати во дистрибутивната електромрежа на градот Скопје, поради што без електрична енергија ќе останат од 8 до 12 часот корисниците од дел од село Усје, дел од булевар Борис Трајковски под улица 32 и околни улици во општина Кисела Вода. Од 8 до 16 часот корисниците од улица Гаврил Радомир, општина Аеродром. Во периодот од 8 часот и 30 минути до 15 часот корисниците на улица Карадак Мало, улиците од броевите 512 до 520 во општина Газибаба. Во периодот од 9 до 12 часот корисниците од селата Мирковци, Бањани, Горњани,
Караула Рамно, Чучар Сандево, Хидро Инвест во општина Чучар Сандево. Во време од 9 до 15 часот корисниците од улица Ѓуро Сала и улица Даутица во општина Ѓорче Петров, како и дел од улица Иван Цанкар и улица Вангел Дину во општина Карпош. И за крај следува и временската прогноза. Предпладне во Македонија имавме сончево време со мала до умерена облачност, а попладне нестабилно со пороен дожд, грмежи и засилен ветер. Локално ќе има појава на невреме со пообилен дожд, силен ветер и појава на град. УВ индексот изнесува 7. За утре и за време на викендот ќе преовладува сончево и топло време со услови за изолирана појава на пороен дожд и грмежи. Од недела попладне и во следните денови повторно ќе има на повеќе места нестабилно време со пороен дожд и грмежи, а дневната температура ќе опадне за неколку степени. Смартап лабораторија за социјални иновации организираат тридневен хакатон на кој ќе се креираат едукативни, кратки онлайн дигитални игри за деца. Хакатонот е во склоп на проектот Создавање средина, што овозможува подобрување на квалитетот на наставата и учењето преку кокреирање и иновации. Платформата ќе биде место на кое сите вклучени во образовниот процес, наставници, воспитувачи и родители, ќе можат да пронајдат нови начини за учење преку игра и креативни алатки. Тридневен хакатон за заедничко креативно и техничко подготвување едукативни игри, материјали и содржини за деца од 3 до 10 години ќе се одржи од 18 до 20 јули во библиотеката Свети Климент Охридски во Скопје. Хакатонот е во рамки на проектот Создавање средина, што овозможува подобрување на квалитетот на наставата и учењето преку кокреирање и иновации, финансиран од владата на Обединетото кралство преку британската амбасада во Скопје, а го спроведува Смартап лабораторија за социјални иновации. Организаторите ги покануваат да се пријават сите креативни геймери, графички дизајнери, артисти и ентузијасти од секаков тип, кои би сакале да креираат игри наменети за најмалите. Пријавувањето може да биде индивидуално или во тим од 3 до 5 учесници. Како што најавуваат од Смартап, ова искуство ќе биде во опуштена и пријатна атмосфера со многу дружење, можност за стекнување нови знаења и виштини, вмрежување и заедничко креирање игри за најмалите. Целта е изработка на нова национална веб платформа што треба да прерасне во дом на голем број материјали за едукација. Платформата ќе биде место каде што оделинските наставници, воспитувачи и родители ќе може да ги пронајдат потребните материјали и инспирација за подобро спроведување на часовите и нови начини на учење преку игра. Граѓаните се со поделени мислења околу задоволството од цените и квалитетот на услугите во мобилната телефонија и интернетот. Додека пак загрижувачки ниска е довербата на граѓаните кон Агенцијата за медиумски услуги и Агенцијата за електронски комуникации. Мнозинство граѓани не се запознаени со нивните надлежности. Загрижувачки ниска е довербата на граѓаните во Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги и Агенцијата за електронски комуникации. Перцепцијата на граѓаните за нивната независност годинава бележи двојно опаѓачки тренд, односно нешто помалку од 20% од граѓаните веруваат дека двете агенции се независни од бизнис и политичките центри на моќ. Ова беше истакнато на презентацијата на резултатите од истражувањето на јавното мислење поврзани со АЕК и АВМУ, како и за задоволството на граѓаните од услугите и цените на мобилната телефонија. Според резултатите, мнозинството граѓани и тие што ги препознаваат агенциите не се доволно запознаени со нивните надлежности, што всушност работат овие агенции или која е улогата на овие две регулаторни тела. Што се однесува до цените на услугите на мобилната телефонија и интернет корисниците, тие имаат поделено мислење. Како што кажуваат резултатите во поглед на цените, околу 50% се задоволни од цените и околу 50% не се задоволни. Незадоволството е произлезено кај граѓани од руралните средини. Дури 54% од граѓаните кои живеат во руралните средини не се задоволни од квалитетот на медиумите и цените на мобилните.
Во поглед на квалитетот, во споредба со цените, задоволството од квалитетот е на повисоко ниво, меѓутоа и тука ја има таа разлика околу руралните и урбаните средини. Жителите на руралните средини се помалку задоволни во споредба со жителите од урбаните средини. Анкетата е спроведена од Евротинк Центар за европски стратегии, НВО Инфоцентар, Транспарентност Македонија и Хелсиншки комитет за човекови права од 16 февруари до 7 март годинава, со репрезентативен примерок од над 1200 испитаници. Утре и за време на викендот ќе преовладува сончево и топло време со услови за изолирана појава на пораен дожд и грмежи. Од недела попладне и во следните денови. Повторно на повеќе места ќе биде нестабилно со пороен дожд и грмежи, а дневната температура ќе опадне за неколку степени. Во Скопје утре температурата ќе достигне 32 степена. Сабота ќе се движи од 17 до 33, недела од 18 до 34 и понеделник од 17 до 31 степен. Со оваа информација го завршуваме денешното издание на Урбаните вести. Ви благодарам на вниманието, имајте пријатна вечер.